Приказната за Венди. Значи слушајте, рекла Венди, подготвувајќи се да ја раскаже приказната. Мајкл бил седнат до неа, а другите 7 деца биле на креветот. Си бил еднаш еден човек, а повеќе би сакал да е жена, рекол кадравиот. А јас повеќе би сакал да е бел глужец, рекол Веселко. Тивко, ги прекорила мајката. Си била една жена и... О, мама, извикал првиот близнак. Сакаш да кажеш дека има и жена, нели? Таа не е умрена, нели? О, не. Колку ми е драго што не е умрена, рекол штрбавиот. А тебе, Џон? Секако дека ми е драго. А тебе, Веселко? Многу. А вам, близнаци? И нам ни е драго. О, мили мои, воздивнала Венди. Може ли малку потивко? Викнал Петар, решен да й даде шанса, без оглед на тоа колку според него приказната е непријатна. Човекот се викал господин Дарлинг, продолжила Венди, а жената господја Дарлинг. Јас ги познавав, рекол Џон гордо. И јас мислам дека ги познавав, рекол Мајкл колебливо. Знаете, тие биле венчани, објаснила Венди. И што мислите што имале? Бели глувци, извикал Весел. Не, па тоа е толку загадочно, рекол Штрбавиот кој наизуст ја знаел приказната. Тивко Штрбав имале 3 потомци. Што се потомци? Па близнако ти си еден. Слушаш ли, Џон? Јас сум потомок. Потомците се само децата, рекол Џон. О, мили мои, воздивнала Венди. Значи 3 деца имале верна гуверната што се викала Нана. Но господин Дарлинг се налутил и ја врзал со синџир во дворот. И така сите деца побегнале. Тоа е многу убава приказна, рекол Веселко. Децата одлетале, продолжила Венди. Во земјата не дојдеја каде што живееле изгубените деца. И јас така си помислив, упаднал кадравиот возбудено. Но знам како ми падна тоа на ум. Но баш си помислив дека таму живеат. О, Венди, извикал Штрбавиот. Дали е едно од изгубените деца се викало Штрбавко? Да. Јас сум во приказната, ура! Веселко во приказната сум. Тивко, сега би сакала малку да размислите како се чувствувале несреќните родители кога сите нивни деца одлетале. О, сите почнале да јачат. Иако ни малку не им било грижа за несреќните родители. Помислите само на празните постели. Ох, колку е тоа тажно, рекол првиот близнак Весел. Не ми е јасно како може таа приказна да има среќен крај, рекол вториот близнак. А тебе, Веселко? Јас сум многу растревожен. Само кога би знаеле колку е голема мајчинската љубов, им рекла Венди победоносно. Ни малку не ја плашеле. Сега стигнала до оној дел што Петар најмногу го мразел. Јас многу ја сакам мајчинската љубов, рекол Штрбавко, удирајќи го Веселко со перница. А ти, Веселко? И јас ја сакам, одговорил Веселко одвраќајќи го ударот. Гледате, рекла Венди задоволно. Главниот лик во приказната знаел дека мајката секогаш ќе го држи прозорецот отворен за да можат децата да се вратат. Затоа тие останале далеку повеќе години и убаво се забавувале. Дали некогаш се вратиле? Ајде сега, рекла Венди и собрала сили за најтешкиот дел од приказната. Малку да ѕирнеме во иднината. А тие сите се напрегнале да ѕиркаат во иднината. Поминале многу години и кога таа елегантна господја во неодредена возраст излегува од станицата во Лондон. О, Венди, која е таа? Извикал Веселко толку изненаден не баре на вистина не знае. Можно ли е? Да не е тоа е прекрасната Венди? Ох, а кои се тие две достоинствени фигури што ја придржуваат веќе пораснати мажи? Дали се тоа Џон и Мајкл? Ох, гледајте, мили браќа, вели Венди покажувајќи со прстот нагоре. Е него прозорецот, уште е отворен. Тоа е наградата за нашата возвишена верба во мајчинската љубов. И така полетала нагоре на своите деца и татко и не можела да се опише таа среќна сцена, по која се спушта завесата. Тоа било приказната и на сите им се допаднала како и на самиот раскажувач. Се што треба гледате, бришеме како безмилосни суштества. Децата се токму такви, многу се мили, себично се забавуваме, а кога ќе почувствуваме потреба за внимание, се враќаме сигурни дека ќе нас дочекаат со раширени раце, а не со стап по газот. Голема била вербата во мајчинската љубов, така што децата мислеле дека може да си дозволат уште малку бездушност. Сепак, меѓу нив имало еден кој знаел дека не е така и кога Венди ја завршила приказната, тој почнал да овка. Што е, Петар? Извикала и притрчала кај него, мислејќи дека е болен. Загрижено го фатила за градите. Петар, каде те боли? Не е тоа таква болка, одговорил Петар намуртен.
Не е тоа таква болка, уште еднаш рекол Петар. Туку каква? Венди, грешиш за мајките. Сега сите исплашено се собрале околу него загрижени поради неговата возбуденост, а тој наискрено им раскажал нешто што дотогаш го криел. Многу одамна, рекол, и јас мислев како и вие сега, дека мојата мајка поради мене постојано ќе го држи прозорецот отворен. Па заминав на многу месеци, и месеци, и месеци. И тогаш се вратив дома. Но на прозорецот имаше решетка, зашто мама сосема ме заборавила и на мојот кревет спиеше друго дете. Јас не мислам дека тоа е вистина, но Петар провалил и тоа многу го исплашило. Сигурен ли си дека сите мајки се такви? Да, значи тоа е вистината за мајките. Крастави жаби. Сепак, најдобро би било да се биде внимателен, а никој подобро од детето не знае кога треба да се продаде. Венди, да си одиме дома, извикал Џон и Мајкл во еден глас. Да, рекол таа и цврсто ги прегрнал. Вечерва, прашале изгубените деца збунети. Во она што се нарекува срце знаеле дека сосем убаво е да се живее и без мајка, а дека само мајките мислат дека не е така. Веднаш, рекла Венди одлучно, зашто низ главата одеднаш и поминала страшна мисла. Може би мама сега тагува по нас? При таа страшна помисла сосема заборавила на чувството на Петар, па многу остро му рекла. Петар, ќе се погрижиш ли за се што е потребно? Ако сакаш, одговорил тој студено. Не баре побарала да му ги подаде кикиритките. Барем да слушнеше. Жал ми е што ќе се разделиме. Ако на неа ич не е жал, ќе покаже дека и тој не жали. Но секако дека му било жал. А тој бил бесен на возрастните кои, како по обичај, се расипуваат. Така што штом се нашол во своето стебло, намерно почнал да дише кратко и брзо. Со брзина од 5 во секунда, а тоа го сторил зашто во недојдија има изрека која вели дека со секое вдишување умира некој возрастен. А сега Петар од одмазда до нив убивал колку можел повеќе. Потоа, откако на индијанците им ги дал неопходните упатства, се вратил дома каде што за време на неговото отсуство се случила несакана сцена. Обеземени од паника пред помислата дека може да изгубат Венди, децата заканувајќи се тргнале на кај неа. Ќе биде уште полошо отколку пред низиното доаѓање, викале. Не смееме да ја пуштиме. Ајде да ја заробиме. Да ја врземе со синџири. Во таа неволја инстинктот и кажал на кој од нив да му собрати. Штрбавко, извикала. Барам помош од тебе. Необично, нели? Побарала помош од штрбавиот, најтапиот од сите. Во тој момент тој се вообразил и достоинствено одговарал. Јас сум само штрбавко, рекол, и никој не ме ферма, но на првиот кој нема да се однесува како англиски джентлмен кон Венди, ќе му пуштам крв. Тој го извлекол својот кус меч и во тој миг неговото сонце било во зенитот. Другите отстапиле. Тогаш се вратил Петар и тие веднаш сватиле дека од него не може да се надеваат на поддршка. Тој не би држал ниту едно девојче во недојдие против нејзина волја. Венди, рекол тој, па почнал да шета низ просторијата. Бидејќи летањето многу те заморува, ги замолив индијанците да те придржуваат низ шумата. Ти благодарам, Петар, а потоа продолжил со куси и остри реченици на некој навикнат да го слуша. Звончице, ќе те однесе преку морето. Веселко, оди разбуди ја. Веселко морал 2 пати да чукне пред да добие одговор. Иако Звончица веќе извесно време седела на креветот и се слушала. Кој си ти? Како се осмелуваш? Оди си, викнала. Треба да станеш, Звончице, довикнал Веселко, и да тргнеш со Венди на пат. Секако дека Звончица многу се израдувала кога слушнала дека Венди си заминува, но тврдоглаво беше одулучила дека нема да биде нејзин потрачко, па го рекла тоа со навредливи зборови. А тогаш Божен пак заспал. Вели дека не сака, извикал Веселко, изненаден на толкавата непослушност, на што Петар строго се упатил на кај одаите на младата дама. Звончице, заражал, ако не станеш и ако веднаш не се облечеш, ќе ја тргнам завесата и сите ќе те видиме гола. Тоа ја натерало да рипне на подот. Кој вели дека нема да стана? Во меѓувреме децата тажно гледале во Венди додека таа ги подготвувала Џон и Мајкл за пат. Биле потиштени, но тоа не само што ќе ја изгубат, туку и зашто чувствувале дека заминува поради нешто убаво каде што тие не се поканети. Тоа нешто ново ги мамело. Венди омекнала верувајќи во нивните благородни чувства. Мили мој, рекла, ако сакате сите да дојдете со мене, речиси сум сигурна дека ќе успеам да ги наговорам мама и тато сите да ве посинат. Поканата се однесувала особено на Петар, но секое дете мислело само на себе и сите веднаш рипнале од радост.
Ама, нема ли да помислат дека сме премногу? Прашал Веселко рипајки. О, не, рекла Венди која во главата веќе направила план. Ке треба само да поставиме неколку кревети во собата, а кога ќе дојдат гости, можеме да ги скриеме зад параванот. Петар, може ли да одиме? Сите ли извикале молежливо. Разбирливо би било ако тие сите одат и тој би требало да оди со нив, но тоа нив не ги загрижувало. Децата се секогаш подготвени да ги остават своите најмили кога нешто ново ќе тропне на вратата. Но добро, одговорил Петар со горчлива насмевка. И тогаш сите отишле по своите работи. А сега, Петар, рекла Венди, уверена дека си е на свое место, пред да заминеме да ти го дадам лекот. Таа сакала да им дава лекови и несомнено им ги давала премногу. Се разбира, тоа било само вода, но во лејка, и таа секогаш ги избројала капките поради што во тие добивале некакви лековити својства. Меѓутоа, во оваа пригода на Петар не му ја дала неговата доза, зашто додека го подготвувала лекот, на неговото лице забележала израз од кој срцето ѝ смрзнало. Земи ги своите работи, Петар, викнала треперејќи. Не, одговорил тој глумејќи рамнодушност. Одиме, Петар. Не, за да ја покаже дека нејзиното заминување воопшто нема да го погоди, подскокнувал низ собата и бездушно весело свирил во шупелката. Морала да трча понеко, иако тоа било многу недостоинствено. Да ја најдеш мајка ти наговарала, но ако Петар некогаш воопшто имал мајка, таа веќе не му недостигала. Му било сосема добро и без неа. Мислел на сите нив и се сеќавал само на лошите нешта. Не, рекол одлучно. Може би ќе рече дека сум премногу стар, а јас сакам секогаш да остана мало дете и да си играм. Но Петар, не. Сега требало да им се каже и на другите. Петар не доаѓа. Петар не доаѓа. Празно зјапале во него, со стаповите преку рамо, со врзок на секој стап. Прво што помислиле било, ако Петар не оди, значи се премислил и поради нив нема да им дозволи да си одат. Но тој бил премногу горд за такво нешто. Ако ги пронајдете своите мајки, рекол мрачно, се надавам ќе ги засакат. Цинизмот на неговите зборови им предизвикал непријатни чувства и повеќето од нив почнале да се двоумат. На крајот на краиштата им се гледало на лицата. Нели се глупаци што си одат? А сега, извикал Петар, без многу зборови и плачки с Богом Венди, па весело ја подал раката не баре сега веднаш треба да замине зашто има важна работа. Морала да ја прифати неговата рака, зашто навестил дека би предпочитал напрсток. Нема да заборавиш да ја менуваш облеката, Петар, рекла наведнувајќи се над него. Секогаш се грижала за неговата облека. Нема, и ќе го пиеш лекот. Да, се чини дека тоа било се. Следела непријатна пауза. Меѓутоа Петар не ги покажувал своите чувства пред другите. Звончице, спремна ли си, викнал. Аха, води ги. Звончица се упатила на кенеблиското стебло, но по неа не тргнал никој, зашто токму во тој час гусарите тргнале во својот страшен напад на индијанците. Горе каде што се било толку мирно, почнале да се слушаат извици на звечење и челик. Долу владеела мртва тишина. Устите се отвориле и останале отворени. Венди се спуштила на колена со рацете подадени кон Петар. Сите раци биле подадени кон него, не баре ветрот ги дувнал во таа насока. Нема го преколнувале да не ги напуштат. А што се однесува пак до Петар, тој го дофатил мечот, истиот оној со кој така барем верувал губил барбеќу, а очите му искреле силни желби за војна.